Библиска доктрина. Ово тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Четврток, 1 јануари. Црквите во Филипи и во Колоси. Да прочитаме од Филипјаните, 1 глава, од 1 до 3 стих, и во Колошаните, 1 и 2 стих. Павле и Тимотеј, слуги на Исус Христос, до сите светии во Христос Исус, што се во Филипи, со епископите и ѓаконите, благодат и мир вам од Бог, Отецот наш и од Господ Исус Христос. Му благодарам на мојот Бог секогаш, кога си спомнувам за вас. Колошаните, 1 глава, 1 и 2 стих. Павле, по волјата Божја, апостол на Исус Христос, и братот Тимотеј, до светиите и верните браќа во Исус Христос што се во Колоси, благодат вам и мир од Бога нашиот Отец и од Господ Христос. Како се опишани црквите во Филипи и Колоси и какво е значењето на тој опис? Во својот вообичаен поздрав во посланијата Павле ги нарекува христијаните во овие места свети, а тоа подразбира дека тие биле издвоени како Божи посебен народ преку крштевањето, исто како што израелците преку практиката на обрезување. 2 Мојсеева, 19 глава, 5 и 6 стих го читаме. Па сега, ако го слушате гласот мој и го пазите заветот мој, ќе ми бидете избран народ меѓу сите народи, зашто моја е целата земја и вие ќе ми бидете царство на свештеници и свет народ. Тоа се зборовите што ќе им ги кажеш на синовите израелски. Да споредиме со 1 Петрово, 2 глава, 9 и 10 стих. Но вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, луѓе придобиени, за да ги возвестите совршенствата на оној кој ве повикал од темнината во својата чудесна светлина. Вие, кои некогаш не бевте народ, а сега сте народ Божи, кои не бевте помилувани, а сега сте помилувани. Бидете издвоени како свет народ. Ова нема апсолутно никаква врска со обичајот на Римската црква да ги канонизира луѓето како светци. Интересна е и паралелата меѓу поздравите во овие две посланија. Павле се обраќа до старешините и ѓаконите во Филипјаните, 1 глава, 1 стих. Во Филипи и на верните браќа во Исус Христос во Колошаните, 1 глава, 2 стих, во Колоси. Кога во Новиот Завет се зборува за верни браќа, тоа значи дека ти имаат посебна служба во црквите. Да видиме во Ефесјаните, 6 глава, 21 стих. А за да знаете вие како сум и што работам, за се ќе ве извести Тихик, возлюбениот брат и верен служител во Господ. Во Колошаните 4 глава, 7 стих. Што се однесува до мене, се ќе ви соопшти Тихик, љубениот брат и верен служител и соработник во Господ. И во 1 Петрово, 5 глава, 12 стих. Посилва нашиот верен брат, како што мислам, ви го напишав ова кратко послание, за да ве утешам и уверам дека ова е вистинската Божја благодат. Останете цврсто во неа. Според тоа, Павле очигледно им се обраќа не само на членовите на црквата, туку и на црковните водачи во тие градови. Ова спомнување на службите кои се опишани во поконкретно на други места, например во 1 Тимотеева, 3 глава од 1 до 12 стих, ќе читаме. Верно е словото,
Тежне ли некој кон епископство, тој сака добра работа. Епископот треба да е непорочен, маж само на една жена, разбран, разумен, уреден, гостолюбив, способен да поучува. Не пијаница, ни насилник, ни алчен, туку кроток, миролюбив и не сребролюбив. Својата куќа добро да ја управува и да ги држи чедата во послушност со сета сериозност. Зашто кој не умее да ја управува својата куќа, како тогаш ќе се грижи за црквата Божја, да не е новокрстен, за да не се возгорде и да не падне под осуда како ѓаволот. Тој треба уште да има и добар углед кај надворешните, за да не биде укоруван и да не падне во стапица на ѓаволот. Дјаконите исто така треба да бидат честни, недволични, да не се страстни за вино, ниту алчни за гнасни печалби, да ја пазат тајната на верата со чисто совест. И тие треба најнапред да бидат испитани, та после, ако се непорочни, да станат служители. Исто така и нивните жени треба да бидат честни, да не се клеветнички, туку трезвени и верни во се. Дјаконите треба да бидат мажи на една жена, добро да управуваат со децата своји и куќата своја. И читаме текст од Тит, 1 глава, од 5 до 9 стих. Затоа те остави во Крит, за да го довршиш несовршеното и во сите градови да поставиш презвитери, како што ти бев порачал. Ако е некој непорочен маж на една жена и има деца верни, што не се укорувани за блудство или непокорност. Бидејќи епископот како Божи распоредник не треба да е порочен, ни гневлив, ни пијаница, ни тепач, ни лаком за гнасна печалба, туку гостолюбив, добролюбив, трезвен, справедлив, свет, воздржлив, кој се придржува до вистинското слово, онака како што е научен, та да биде силен и да поучува во здравото учење и да ги побива оние кои се противат. Сведочи за постоење и важноста на организација што од најраниот период на црквата. Обуката на соработниците како што биле Тимотеј и Епафрас и обезбедувањето на водство за локалните цркви представуваат приоритети за Павле и нешто што ги напредило неговите евангелски напори. Со други зборови, постоел стратешки пристап и во досегнување и во задржување на верниците. Нашите пионери, адвентисти, го следеле новозаветниот модел на црковната организација, како што покажуваат многу статии во списанието Прегледи гласник од 1850-тите. Джеймс Вајт всушност рекол: новозаветниот божествен поредок бил доволен за да се организира Христовата црква. Ако било потребно нешто повеќе, преку вдахновението би било и дадено повеќе. Gospel Order, The Adventist Review and Sabbath Herald, 6 декември 1853 година, 173 страна. Долго пред Павле да им пишува на овие цркви, апостолите веќе почнале да поставуваат служители во црквата во Ерусалим. Во Дела на апостолите читаме од 6 глава од 1 до 6 стих. Кога учениците се намножија, елинизираните јудејци се побунија против евреите, зашто при секојдневното делење храна не биле пригледувани нивните вдовици. Тогаш 12-те го свикаа целото мноштво ученици и рекоа: не е добро ние да го оставиме Словото Божје и да послужуваме на трпезата. Затоа, браќа, одберете меѓу вас 7 честни луѓе, исполнети со дух и мудрост, па ќе ги поставиме на таа служба, а ние целосно ќе се посветиме на молитвата и на службата на Словото. Предлогот му се допадна на сиот народ, па ги одбраа Стефан, човек исполнет со вера и Дух Свети, Филип,
Прохор, Никанор, Тимон, Пармена, Николај, еден новопридојден од Антиохија. Нив ги поставија пред апостолите, а тие, откако се помолија, ги положија рацете над нив. И во Дела на апостолите, 11 глава, 30 стих. Тоа го направија така што го пратија собраното до старешините преку Варнава и Савле, што требало да служи како пример за организација на црквите во сите други места во кои гласниците на вистината би придобиле верници за Евангелието. Ова е цитат од книгата Дела на апостолите од Елена Вајт на 91 страна оригинал. Добро е познато дека Павле повремено користел писари како помошници при составување на своите посланија. Исто така Тимотеј на некои места се спомнува како испраќач на посланијата заедно со Павле. Например, во 2 Коринќаните 1 глава 1 стих. Павле, апостол на Исус Христос, по волја Божја и братот Тимотеј, до црквата Божја во Коринт, заедно со сите светии по цела Ахаја. И Филимон, 1 стих. Павле, затвореник на Исус Христос и братот Тимотеј, до возлюбениот Филимон, нашиот сотрудник. Фактот дека Павле понатаму во текстот ја користи заменката јас наместо ние, покажува дека тој авторитативно стои и зад овие посланија.